Девета глава. Неговата цел. Секој има своја цел. Тоа е причина за која постоиме. Тоа е нашата животна мисија, цел или план. Општо речено, ние сме тука за да му носиме слава на Бог и да ја извршуваме Неговата волја. Како тоа специфично се преведува во нашите животи е уникатно за секој поединец. Твојот сопруг треба да ја знае причината зошто тој постои. Тој треба да биде сигурен дека неговиот живот не е случаен, туку дека е тука заради одредена причина. Тој треба да знае дека е создаден за некоја голема цел. Кога ќе ја открие таа цел, кога ќе го прави она за кое е создаден, станувајќи она за кое е создаден, неговиот живот ќе биде исполнет. Ова може само да придонесе и за твојата среќа. Ако нешто научив по 2,5 децении во брак, тоа е дека жената не може да го присили својот сопруг да биде нешто, но може да се моли за да стане тоа. Таа може да се моли да биде обликуван според Божиот план, а не според нечиј друг план. Потоа, она што ќе стане ќе зависи од тоа дали тој го слуша Божиот повик за неговиот живот или не. Бидејќи Бог не повика со свето призвание, не според нашите дела, туку по сопствената цел и благодет, која ни беше дадена во Христос Исус уште пред вечни времиња. 2 Тимотеј, 1 глава, 9 стих. Твојот сопруг е определен според намерата на оној кој прави се по советот на својата волја. Ефешаните, 1 глава, 11 стих. Но ти сепак треба да се молиш за него, за да го слушне Божиот повик, за да може она кој е тој и она што го прави да биде во согласност со Божјата цел за неговиот живот. Секогаш можеш да забележиш кога мажот не живее за целта за која Бог го создал. Можеш да го почувствуваш неговиот немир. Имаш чувство дека нешто не е во ред, иако не можеш со сигурност да кажеш што е тоа. Кога си во близина на маж кој го исполнува својот повик и го прави она за кое е создаден, ја чувствуваш неговата внатрешна ориентација, самодоверба и длабока сигурност. Како можеш да почувствуваш што твојот сопруг прави со својот живот? Дали ти недостасува мир во врска со тоа, бидејќи тој се наоѓа на пат кој не го исполнува, кој го исцрпува и кој не води никаде? Ако е така, тогаш моли се: Господе, тргни го мојот сопруг од ова место. Откри му што е она за кое ти си го повикал и отвори му ги вратите кон она што треба да го прави. Ваквата молитва не значи дека твојот сопруг ќе биде извлечен од она што го прави и дека ќе биде поставен на некое друго место. Тоа може да се случи, но она што најчесто се случува е промена на начинот на кој мажот ги гледа нештата. Имам еден пријател по име Давид, кој со години работеше во фабрика, изработувајќи авиони. Кога го слушна Божиот повик за неговиот живот, тој знаеше дека треба да им помага на тинејџери кои потекнуваат од сиромашни семејства. Тој исто така знаеше дека треба да ја напушти својата работа за да го прави тоа. Како што се покажа, неговата работа му обезбедуваше доволно пари за да го издржува своето семејство, а во исто време работеше онолку часови колку што му беа потребни за да го направи она што требаше да го прави. Тој организираше дистрибуција на храна за сиромашните семејства, бесплатни концерти за обесправени тинејџери, евангелизации за неспасените, мировни преговори меѓу ривалските банди. Тој направи толку многу за да донесе обнова во својот разнебитен град, колку што еден човек би можел да направи. Тоа во никој случај не е лесна работа, но беше работа која го исполнуваше. А тој исто така има и чувство за цел, кое е очигледно кога си во негова близина. Физички тој не е голем човек,
но е духовен джин и тоа може да се почувствува кога си во негово присуство. Неговата сопруга Присила исто така го слуша Божиот повик за неговиот живот и го поддржува на секој можен начин. Зашто и да го повикал Бог твојот сопруг, тој исто така те повикал и тебе да го поддржуваш и да бидеш дел од тоа. Ако не за ништо друго, тогаш за да се молиш, да го охрабруваш и да му помагаш на секој можен начин. За некои жени тоа значи да создадат убав дом, да ги воспитаат децата, да бидат секогаш тука за него и да го поддржуваат во молитва. Други жени пак може да заземат активна улога и да станат партнери или помошнички. Во секој случај, Бог не бара од тебе да се откажеш од сопствената личност во процесот. Тој те повикал и тебе исто така да правиш нешто, но тоа ќе се вклопува во повикот на твојот сопруг, нема да биде во конфликт со него. Бог не е создател на конфузија, страдање или неизводливи ситуации. Тој е Бог на совршен тајминг. Постои време за се, вели Библијата. Времето кога треба да го направиме она за кое Бог го повикал секој еден од нас, ќе функционира совршено, доколку му е подчинето на Бог. Ако твојот сопруг веќе се движи кон целта за која Бог го повикал, можеш да бидеш сигурна дека непријателот на неговата душа доаѓа за да го нападне со сомнежи, особено ако тој се уште не ја гледа целата слика или ако се уште не го остварил успехот кој го замислил. Твоите молитви можат да му помогнат и да го заштитат од обесхрабрување. Тоа може да му помогне на твојот сопруг да го слушне и да се држи до Божјото откровение. Тоа може да го поттикне да го живее својот живот со цел. Молитва. Господе, те молам, името на сопругот, јасно да го слушне твојот повик за неговиот живот. Помогни му да свати кој е тој во Христос и дај му сигурност дека е создаден за некоја висока цел. Нека очите на неговото разбирање бидат просветлени за да знае каква е надежта на твоето призвание. Ефешаните, 1 глава, 18 стих. Боже, кога ти не повикуваш, ти исто така и не оспособуваш. Оспособи го да живее достојно за твојот повик и да стане Божји човек за кој ти си го создал. Продолжи да го подсетуваш за се што си го повикал и не дозволувај неговото внимание да биде одвлечено од работи кои не се неопходни за твојата цел. Отстрани ја обесхрабреноста, за да не го порази. Крени ги неговите очи над околностите на моментот, за да може да ја гледа целта за која ти си го создал. Дај му трпение за да го чека твоето совршено време. Се молам желбите на неговото срце да не бидат во спротивност со твоите желби. Нека бара насока од тебе и нека слуша кога му зборуваш во неговата душа. Мокини алатки. Секој има од Бог свој дар, еден ваков, а друг онаков. 1 Коринќаните, 7 глава, 7 стих. Секој нека оди онака како што Господ му доделил, како што Бог го повикал. 1 Коринќаните, 7 глава, 17 стих. Затоа и ние секогаш се молиме за вас, нашиот Бог да ве удостои за вашето призвание и да ја исполни со сила секоја желба за добрина и секое дело на вашата вера. 2 Солунците, 1 глава, 11 стих. Бог на нашиот Господ Исус Христос, Таткото на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение во целосното познавање на Него. Молам и да ви се просветлат очите на вашето срце, за да знаете каква е надежта на Неговото призвание, какво е богатството на славата на Неговото наследство во светиите,
и колку е ненадминлива неговата сила кон нас кои веруваме, според действувањето на силата на неговата моќ. Ефешаните, 1 глава, од 17 до 19 стих. Да ти даде според желбата на твоето срце и да ги исполни сите твои намери. Псалм 24 стих.